Кружниот тек на влезот во Велес официјално е пуштен во употреба. Градоначалникот Славчо Чадиев денеска потенцираше дека со новото решение конечно ќе се стави крај на црниот биланс на едно од досега најнебезбедните места. Со пуштањето во употреба на кружниот тек започна активностите во рамки на одбележување на 9 ноември. Токму на ова место, за жал, имаме црна хроника, се дешава најголем број на сообраќајни несреќи. Од тогаш, од кога е направена, интензитетот на сообраќај е многу пати зголемен. Превозните средства се современи, брзи и моќни. Патот беше тесен, небезбеден и многу опасен. Затоа, еден од врвните приоритети од нашата предизборна програма беше токму оваа сообраќајница, каде што се регулира влезот на Велес од север и од исток на Македонија. Како што гледате, сега имаме кружна раскрсница што ги прифаќа возилата од сите три насоки. 30 на членови на делегација од спретимените градови денес ќе имаа можност да присуствуваат и на пуштањето во употреба на парковата површина во близина на поранешен офицерски. Според Чадиев, следната година ќе биде целосно реконструиран и објектот, новата градска куќа што на ова централно подрачје, заедно со црквата и новиот театар, ќе му дадат комплетно нов и модерен лик. Ова паркова површина офаќа површина од 2354 метри квадратни. Пред нас денес е уреден простор за одмор на виѓаните, што заедно со театарската зграда, Младинскиот парк, соборниот храм Свети Кирил и Методи е една целина што го формира централното градско подрачје на Велес, центарот на сите културни збиднувања. Присутните гости покрај обиколката на паркот ја погледна и новата театарска зграда, за чија изградба и можности кои ги нуди, ги информираше раководството на институцијата. По одржување на свечената седница, активностите по повод 9 ноември продолжуваат со отворање на изложба на делата од неодамна завршената ликовна колонија Папрадишки мајстори.